Не случајно нервозата е голема и на страна на Пендаровски, со се цело СДСМ и на страна на ДУИ. Од една страна го гледате Пендаровски почна веќе да навредува, од друга страна ДУИ се уште мисли дека може да уценува. Ни едното ни другото не поминуваат. Стево Пендаровски наместо да одговори зошто штити криминал, зошто ги потпиша спорните измени на кривичниот законник со кои што се штитат криминалците, наместо да одговори како прифаќа ваши народни крадени пари за финансирање на неговата кампања, и наместо да одговори зошто не осуди ни една криминална афера во Македонија, тој навредува. Тоа само го покажува неговото вистинско лице. Мора да дојдат одговорни луѓе кои секој ден ќе ве убедуваат и како председател, и како премиер, и како министри, и како пратеници, дека се тука заради вас, заради задоволување на човечките потреби и интереси, на европски стандарди, на европски начин. Убедена сум дека тоа одамна го нема, особено не овие неколку години. Ако ме прашате мене, што може да сторам јас, тогаш ќе ви кажам дека она што не го стори председателот. Тој ми се чини дека дури ни оние скромни функции што може да бидат многу важни во системот, целосно ги заборави. Како ќе ве консултирам јас вас, знам дека се повторувам, но тоа е надлежноста на председателот. Преку народни канцеларии, каде што ќе може да се дојде до вашите проблеми, до вашите барања, до вашите сугестии. Тие мора да стигнат до председателот, зашто тој ве представува вас, граѓаните. Треба да добиете одговор. Ако не е тој надлежен, треба да ве упати до надлежните институции, односно оние кои работат со него. Така народот ќе знае дека председателот навистина не е наш, како што викаат, а тоа значи партиски, туку дека е ваш, дека е твој, дека е навистина некој кој постои заради граѓаните, а не заради кариерата и заради партијата со него. Македонија има шанса да биде горда, зашто вие заслужувате да бидете горди на нас, а ние мораме тоа да го докажеме. Благодарам. Драги пријатели, СДСМ, Ковачевски и Стево Пендаровски овој пат немаат никаква програма изборна, не дека имале некогаш, но овој пат немаат никаква. Нивната понуда е еден исклучително примитивен говор на омраза, стимулиран директно од Стево Пендаровски. Таквите отрови и навреди, кои секој настап се подгреани од провенците на власта, се пренесуваат како зараза и на нивните членови. Па така вчера од Куманово донесле некој член на СДСМ, каде со микрофонот во рака нареди едно чудо навреди кон идниот председател на Македонија Гордана Силјановска-Давкова. И не само што поради таквото однесување Стево Пендаровски и нивната портпаролка требаше да пропаднат од земја и веднаш да се оградат, туку со образ ѓон Стево аплаудираше на навредите,
a Bogdanka se smeješe. Kakvo dno od ljude, kakov je ovoj čovek. Pendarovski pokraj toa što je aroganten, stana prototip na balkanski ženomrzec, fali ušte Frčkovski da mu se priključi i da formira klub na ženomrzci. Golem delo toj pritisak na Pendarovski mu dođe od toa što čovjek od tevo nebrano. Duji i Ali Ahmeti postojano isporačuvat uslovi za podrška vo vtori od krug koji Stevo mora da gi plati. Zato moja ta poraka do tije od Duji i nivnite iz Mekjari neko kumine od rakovodstva to na SDSM, od ovde, od Prilep, od grada, od Heroj. Edeka pomina vremeto koga možeše Ali Ahmeti i Duji da ucenuva. I majki go ovoj narod zajedno so nas, ovoj narod ke si ja vrati Makedonija vo svoje race. Ovoj narod je toj koji što treba da vlade i upravu vas o Makedonija. Ti na ovoj krsto pa što si i saka sve to da go